Неколкуте изминати години беа лоши за љубителите на фенси автомобилите со многу коњски сили на Cadillac. Презентацијата на новите V модели од летото 2019 година беше придружена со сериозни загуби во перформансите. Помалиот модел CT4V падна во споредба со неговиот претходник ATS-V од 470 на 320 коњи, поголемиот CT5V излезе на пазарот со 355 коњи за разлика од 649 од претходниот CTS-V. И големиот CT6V со својот сензационален 4,2 литарски Blackwing V8 лани испадна од понудата без да добие замена. На крајот на краиштата, дури и тогаш луѓето шепотеа за престојните модели кои повторно ќе се изградат на старата моќ и слава. Сега дојде време за тоа. Луксузната марка на General Motors лансира два модела Blackwing. Сепак, истоимената машина повеќе не се користи. Првично беше наменето да се инсталира не само во CT4 и CT5, туку и во новиот Escalade и во врвниот модел наречен CT9. Со импресивни резултати настапува CT4V Blackwing, компактен спортски седан во формат на BMW M3. Сега има 3,6 литарски битурбо од 479 коњски сили. CT5V Blackwing е опремен со 6,2 литарски V8 со суперполнач кој сега е зголемен на 677 коњски сили. Со ова се постигнуваат 304 км на час или на 320 км на час. Погонот кај двата снагатори е на задните тркала преку 10 степен автоматски менувач или со 6 степен мануелен менувач од Tremec. И двата модели освежувачки се спротивставуваат на доктрината што ја одржуваат германските производители, дека веќе нема пазар за модели со високи перформанси со мануелен менувач и погон на задните тркала. Барем во Соединетите Американски држави, вториот по големина пазар во светот, тоа во никој случај не е така. Првата серија на двата нови модели, понудени за $59,990 за CT4V и $84,990 за CT5V, беше распродадена за многу кратко време. Заинтересираните купувачи се ставаат на список на чекање. Патем, за разлика од претходните модели, Cadillac повеќе не е заинтересиран да ги пласира новите модели во Европа. Понудата на брендот во моментов е ограничена на компактниот теренец наречен XT4.